Немав нешто посебно подготвено, ако ме праша неколку пати колегите дали треба да подготват нешто за говорот денеска, зборам од срце како и секогаш. Сите инвестиции ми се драги. Не можам да одвојам да кажам ова ми е подрага, ова не ми е толку многу. Меѓутоа ова ми е, ајде да кажам, посебно драга, бидејќи го почнавме во еден скромен разговор со господинот Орхан кај него во канцеларија во Истанбул, иако имаат 4 фабрики во Турција. Скромен разговор во смисла на тоа дека компанијата размислува, па да лоцираме каде тоа да биде, дали да биде во Македонија или во некој друг дел од регионот. Меѓутоа, од тој скромен разговор, кој што се случуваше некаде минатото лето, денеска стигнавме не до ќе, денеска стигнавме до нешто што реално се случува. И мене навистина една работа зашто ми е навистина жал зашто сме тука и зашто не сме во зоната, бидејќи таму реално ќе видиме дека оваа инвестиција веќе се случува. 20 милиони евра не е меѓу најголемите кои што ги презентираме во изминатиот период, меѓутоа секако во таа група на инвестиции кои што се истакнува со квалитетот, пред се со додадената вредност, односно со добивката која што компанијата ќе генерира во Северна Македонија, тоа подразбери повеќе давачки секако во нашиот буџет. 120 нови вработувања се респектабилна бројка, имајќи предвид дека зборуваме за 120 наши сограѓани кои што ќе земаат просечна плата која што е значително над националниот просек, и тоа беше едно од нашите залагања од самиот почеток на мандатот. Нема да должам многу, ова е последна, да кажеме, од низата на нови инвестиции кои што ги презентиравме во изминатиот период, за кои што само ќе повторам дека генерираат веќе обем кој што надминува 620 милиони евра, повеќе од 5.000 предвидени нови работни места кои што веќе се случуваат, и сакам да потенцирам тука дека тоа се работни места кои што се добро платени, че зборуваме за плати кои што се над националниот просек. Јас мислам дека Технопанел, а тоа е обврска и на самата компанија, на Орхан и на неговиот тим тука, нема да застане со овие 20 милиони евра со овој капацитет, и јас се надам дека веќе во наредните месеци, можеби наредната година, ќе ги отпочнеме разговорите за значително проширување на тие капацитети. Северна Македонија верувам дека може реално да стане точка од која што турските компании, меѓу другото и заради зголемените транспортни трошоци, ќе гледаат оваа држава како потенцијал од каде што ќе може да креираат продукти со висока додадена вредност и да ги користат западноевропските пазари. Јас нема да должам понатаму, повторно ќе кажем благодарам за искрениот и отворен разговор кој што го имавме. Тоа е дел од новиот концепт на работење на дирекцијата и на владата во привлекувањето на странските инвеститори. Значи сме отворени, сме искрени и честни во нашиот пристап, и тоа е стратегијата за која што нашите политички опоненти не обвинуваат дека немаме, ја имаме. Значи ние сакаме, нашата стратегија не е ќе, нашата стратегија е нешто што се случува сега. А тоа се реални работни места, за реални луѓе и за реални инвестиции кои што генерираат реална додадена вредност во буџетот, од кој што бенефит имаат сите наши сограѓани. Благодарам уште еднаш и честитки за новата инвестиција.